Опозицијата предупредуваше дека Заев со бугарските политичари разговара за јазикот. Дури и организираа протести. Тогаш власта демантираше, но изјавата на португалскиот државен секретар по европски прашања, Ана Паула Закаријаш, после изгледа ги помати сметките на демантирањата на владата на Заев. Особено од македонската јавност никогаш не го вида португалскиот предлог. Закаријаш вчера рече дека било очигледно дека никогаш македонскиот јазик бил дел од бугарскиот. А јазикот, според изјавите на Заев изминативе месеци, беше гарантиран. Тој велеше дека никој не преговара за него. Од ВМРО ДПМН реагираат, прашуваат дали ова е заштитата на македонскиот јазик и идентитет за кој зборува Зоран Заев последниве 2 години. Ова ли се бетонираните позиции? Дали португалскиот механизам, кој беше целосно прифатлив за Заев, значи дека владата се обврзала да прифати срамна парадигма, дека македонскиот јазик бил некогаш дел од бугарскиот јазик. Дали португалскиот предлог, кој е одличен за Заев, вклучува и став дека во ЕУ не се внесуваат билатерални недоразбирања и дека тие треба да бидат решени пред нова земја, како Македонија, да се приклучи на Унијата. Дали со однесувањето на Заев сега цела Европска Унија останува на страната на Бугарија? Дека јазикот е ставен на маса за преговори, пишуваа претходни бугарските медиуми. Весникот 24 часа пред неколку недели пишуваше дека Заев, како компромис со Бугарија за отстранување на ветото, понудил и формулација дека македонците и бугарите говорат ист јазик, но и различен, кои се светски признати одделно. Под наслов "Компромисот на Заев говориме на ист јазик, но меѓународно признат како два различни", бугарскиот весник, повикувајќи се на извори од бугарската влада, пишува дека гостинот предложил 5 варијанти за компромис, кои треба да влезат во политичката декларација. Меѓу нив имало и формулација за јазичниот спор. Се предвидувала и декларација дека двата народа се братски.